Во Дневников се селиме во Вашингтон. Доналд Трамп сигнализира дека сака да избегне внешаност во Сирија по падот на Башар ал-Асад. Игор Стефановски од Гласот на Америка се јавува во Дневникот. Игор, каква е позицијата на Соединетите Американски држави кон оваа земја? Мартин, председателот Џо Бајден веднаш презеде чекори со напад на позициите на терористичката група Исламска држава. Новоизбраниот председател Доналд Трамп има поинаков став, но тој можеби ќе треба да го избалансира ставот со целите на САД за заштита на Израел, изолација на Иран и справување со Русија, Турција и другите актери. Додека сириците се уште го слават падот на председателот Башар ал-Асад, кој сега избега во Москва, иднината на државата е далеко од јасна. Ова е момент кога силите од регионот се борат за да ги заштитат своите интереси. Израел започна напади за да го ослабне оно што остана од војската на иранскиот сојузник. Бунтовниците поддржани од Турција зазедоа територија предизвикувајќи сириските курди да избегаат, а по наредбата на председателот Бајден за воздушни напади врз целина групата Исламска држава, САД акцентот го ставаат на соработка со партнерите и засегнатите страни во Сирија за да ги ублажат ризиците. Спротивно на ова, новоизбраниот председател Трамп сигнализираше дека ќе се залага за избегнување на директно ангажирање во Сирија. Хајат Тахрир ал-Шам, бунтовниците кои го соборија Асад од страна на САД, е назначена како странска терористичка група. Сепак Трамп сака САД да останат настрана од сирискиот конфликт. Ова не е борба, рече тој. Игор, ова е очигледно голема дебата во САД, но што велат експертите за идните чекори? Точно еве еден пример. Кристофер Олири, експерт за контратероризам, вели дека е паметен потегот за намалување на пристапот до хемиско оружје. За време на неговиот прв мандат Трамп нареди напади врз режимот на Асад како одговор на нападите со хемиско оружје, но повеќе се фокусираше на поразот на Исламската држава. Тој нареди повлекување на американската војска од Сирија во 2019 година, оставајќи неколку стотици американски војници да ги заштитат нафтените полиња. Потоа доби критики за напуштање на сојузниците. По повлекувањето, Турција започна офанзива против курдските сили кои се бореа заедно со американските војници за уништување на Исламската држава во Сирија. Овој пат Трамп вели, цитирам, не мешајте се. Но со заменувањето на Асад, Трамп можеби ќе треба да го балансира својот став со целите на САД за заштита на сојузниците како што се Израел и Јордан и избегнување на оживување на терористички групи како Исламската држава. Слично размислува и Майкл Рубин од институтот Enterprise, кој во интервју за Гласот на Америка рече дека е клучно да се обезбеди контрола врз терористичките групи кои оперираат во регионот. Мартин? Игор Стефановски, Гласот на Америка.